слаба конекција со режија. Ало? Да, повелете. Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Овде анонимен граѓанин. Мислам гледач на вашата емисија. Као прво сакам да еден голем поздрав до вашите гости, до вас, господине Чомовски. И би поставил едно прашање во врска со овој со закон за лустрација. Дали конечно со овој закон веќе еднаш ќе се признае на јавноста дека стравото од следење не е психичка болест, туку тоа е реалност. Јас веќе 17 години барам по институциите и дали сум во програма? Да, во програма. И имам дадено оглас во повеќе вестници, мислам утрински, дневник и повеќе вестници, и откако осетија, мислам, лажно ми се јавуваа некои од, како да ги наречам информатори, и откако осетија за што се работи, огласите ми ги укина. А само барав некои како мене истомисленици за на некој начин некој вид поддршка. Добро, ви благодарам. Мислам дека сме блиску до тој македонски синдром на параноја, дека секој го следи, или дури се доведовме во ситуација на релативизирање. Кафеанските муабети да не станат составен дел на полнењето на полициските досија. Петровски? Ако се сеќавате, господинот Црвенковски 2001 извади еден поголем куп на прислушувани разговори и рече дека тоа е само 10% од тоа што тој го има. Сега, ако зборуваме за параноја, искрено да ви кажам, бидејќи имам во рака досие и во рака имам разговори кои што се прислушувани од моето семејство, доколку не расчистиме со законско решение кое што ќе не ослободи од сомнеш, и ден денеска се прашуваме што се случува, дали некој ни диши на врат или не слуша на телефон. Значи, она што мислам е дека ако законското решение не биде реално, значи не ја послуша јавната дебата, не се расшири, не ги опфати сите тајни служби и не ги стави под демократска контрола, ние влегуваме полека во една фаза на параноичност, бидејќи секој може да каже внимавај, телефонот ти го слушаат. Тоа го кажа денешниот председател на држава и рече дека поседува безброј материјали. Понатака господинот Петковски пред само кратко време рече дека и партиите поседуваат такви прислушни апарати, таква техника што би требало да поседуваат само некои ексклузивно, само некои тајни служби. Значи, контролата е сосема изместена и не можеме да очекуваме дека со една тесна група на луѓе, кои што ќе ги наброиме како дел од тајни служби, дека ќе постигнеме ефект. Јас се сеќавам на една телевизиско соочување меѓу председателските кандидати Трајковски и Петковски, кога во жарот на дебатата екс-председателот Трајковски му спомне на господинот Петковски глумец, контакти во Битола, кос варијанти, и тоа остана немо. Никој не се зафати ни во новинарството, ни во политичката јавност да го доистражи тој синдром, а сепак се работи за сериозни носители на политички функции, каде што едноставно сакаме тоа под тепих да го ставим. Сеќавате и на аферата бугарските летоци, кои што беа подметнувани на ВМРО-ДПМН, кои што повторно се поврзува со истата личност, вие сега ја спомнавте. Добро, Јеланка, сакавте да реагирате?